Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Мој гостин денеска вице-премиерот задолжен за економски прашања Владимир Пешевски. Добар ден, господине Пешевски, ви благодарам што издвоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден за вашите слушатели, благодарам за поканата, задоволство како и секогаш. Ви благодарам. Оваа недела се објави податокот дека извозот само од зоните бележи пораст за 33% првиот квартал ова година. Во март е регистриран рекорден пораст од 165 милиони евра. А колкав пораст очекувате годинава од овој сегмент? Да, точно е. Значи, податокот што кажете за нагорниот тренд на извозот стои уште. Не очекувавме, и тоа со години наназад го најавувавме, дека зоните ќе бидат главниот носител на извозот од Република Македонија. Тоа постепено се случува. Значи, минатата година беше прва година каде што се надмина вкупниот износ од 4 милиарди евра од Македонија генерално, при што зоните имаат се поголемо и поголемо учество. Оваа година искрено растот на извозот од зоните оди нешто со позабрзано темпо од она што го очекувавме. Ние знаевме дека ќе има пораст, но во јануари тој беше 120 милиони вкупниот извоз, во февруари 144 милиони и како што кажавте во март 165 милиони, што ги надминува нашите очекувања, така да очекувам оваа година реално да имаме извоз од државата од над 4,5 милиарди евра, можеби ќе биде во износи над ова, бидејќи и голем дел од странските инвестиции што ги објавивме во изминатиот период, во минатите години, добро ќе го постигаат својот потенцијал и затоа овие цифри ќе бележат континуиран пораст. Важно е да се каже дека стратегијата дава резултат и дека извозот кој што е едно од главните мерила на конкурентноста на економијата ќе продолжи да расте. Така што задоволен сум од резултатот, но како што реков, целосниот потенцијал добро ќе дојде. Задоволни ли сте од влезот на странските компании кои што инвестираат во економските зони? Па, има неколку начини како може да се гледа тоа. Краткиот одговор би бил да, иако постојат критичари кои што кога ги гледаат резултатите за вкупното ниво на странски инвестиции во Македонија, може да кажа дека тоа не е на очекуваното или на посекуваното ниво. Сепак треба да имаме во предвид дека кај странските инвестиции има нешто што се нарекува акумулиран ефект, односно потребно е низа на години да имате позитивни резултати во таа сфера за да се создаде ефектот на снежна топка, односно да почнат компаниите сами да доаѓаат. Ние сме задоволни од бројот на гринфилд инвестиции што се отварат во Македонија, што во минатото во Македонија беше незамисливо. Речем до 2006-2007 година, како резултат на претходните економски политики што биле спроведувани, на прсти може да се набројат компаниите кои што направиле гринфилд инвестиции во Македонија. Сега гледаме дека веќе во континуитет, да не речам секоја недела, ама доста често веќе странски компании објавуваат дека доаѓаат во Македонија и дека ја препознаваат Македонија како добра дестинација за инвестирање. Така да од самиот бројот имињата кои што доаѓаат треба да бидеме задоволни, бидејќи нашата главна цел покрај зголемување на извозот е и креирањето на нови работни места, бидејќи целта на странските инвестиции е токму тоа. Самиот апсолутен износ е важен, но многу е поважен ефектот што го имате од тие. А ефектот се рефлектира во тоа дали имате зголемен извоз, зашто говоревме претходно, и дали има отварање на нови работни места. Еве само оваа недела, например, Амфенол ја отвори и објави својата нова трета инвестиција од околу 400 лица кои што ќе отворат нови работни места. И многу силен показател која постоечка меѓународна компанија ќе се одлучи да инвестира во Македонија по втор пат или трет пат. Бидејќи тоа покажува дека првиот пат или вториот пат тие се задоволни од условите и затоа продолжуваат да инвестираат понатаму. Технокоза исто отвори нова фабрика, Ван Хул и Джонсон Контролс направија исто втора или трета фаза на своите инвестиции, со кои што објавивме дека над 2000 нови работни места само од овие што ги кажав ќе бидат отворени. А ако се погледне по резултатот на целата држава,
повторно ќе кажем, од аспект на особено на отворени нови работни места, ние сме задоволни. Дрексел Мајер во Кавадарци има вработено 5800 вработени. Јас се сеќавам на периодот кога заедно со Веле Самак преговаравме со таа компанија, кога ги посетувавме локациите, значи на местото каде што се наоѓа сега фабриката, беше празна ледина, не беше ни ледина, душа тука малку како брдовите теренот имаше да речем некои треви, сега кога ќе отидете нема да го препознаете како изгледа тоа и колку луѓе работат таму. Кромберг и Шуберт исто. Не постоеше ништо на таа локација, денес има 2800 работени. Джонсон Контролс во Штип, повторно зоната кога се отвараше беше целосно празна, само во Джонсон Контрол се има 1780 лица сега вработени. Во фабриката што ќе отварат во Струмица ќе има 1500 лица, така да се збирно ќе има 3300 лица и така натаму. Сега можам да ги набројувам и имењата на компаниите и бројот на вработени кои што повторно да не биле овие политики на владата, да не биле оваа бизнес клима, да не бил ангажманот на тимот кој што е заложен за привлекување на странски инвестиции, ништо од ова немало да се случи. Значи, сите овие компании се дојдени во овој период поради условията кои што ги креира оваа влада и јас од тој ефект сум задоволен. Оно што го имам кажано и порано, навистина се надевам дека брзо ќе дојде денот каде што и реално ангажманот многу на особено на највисоките политичари можеби нема да биде толку потребен, бидејќи компаниите сами ги препознаваат и пренесувајќи го она што се вели од уста на уста, од збор на збор, своето искуство на други своји добавувачи или клиенти, ќе почнат да доаѓаат сами да инвестираат и тоа постепено го гледаме, но повторно ќе биде потребно да се продолжи со ова темпо за да навистина продолжиме со уште повисоки стапки на економски раст, зголемен извоз и она што кажав дека не е најважно креирањето на нови работни места. Бенефит од влезот на странските компании имаат и домашните кои што се јавуваат како нивни добавувачи. Последните бројки беа дека заработиле минатата година над 35 милиони евра, вкупно 500 компании. Што покажуваат последните бројки? Бројките се позитивни и во овој дел, иако да кажем тоа е вториот чекор од нашата стратегија. Имено оваа година сигурно е дека износот на соработка на домашните компании со странските ќе го надмине износот од 50 милиони евра и дека веројатно повеќе од 600 компании ќе соработуваат, можеби уште и повеќе од тоа. Но повторно морам да кажам дека е тоа вториот дел од стратегијата. Имено потребно е прво да креирате услови за странските компании да дојдат. Значи, не е дека ние гориме многу од желба да ги привлечеме странските компании затоа што никој не сака да дава посебни услови на некого, така да ниту владата не е да речем воодушевена од идејата дека треба да дава определени бенефиции на странските компании, но кога тоа го прават сите други држави во светот, кога го правеле тоа со години, едноставно морате и вие да направите некаква понуда со која што ќе ги привлечете. Тајната е во тоа да понудата се прави не само со финансиски средства. Значи, погрешно е да се размислува дека ако дадете на некој странски инвеститор многу пари или му помогнете со многу големи субвенции, дека тој ќе дојде. Тоа не е точно. Бидејќи да беше само тоа формулата, сите ќе ја знае и сите тоа ќе го правеа. Потребно значи да градите прва добра инфраструктура, тоа е улогата на зоните и токму ради тоа во зоните инвестираме. Потребно да креирате добра бизнес клима. Тоа е нешто на што работевме во изминатиот период интензивно и Македонија тука постигна навистина добри резултати, иако можеби на некого моделува дека тоа пренагласено што го кажуваме дека во делот на бизнес климата Македонија е 12-та во светот. Ние не велиме дека по животниот стандард сме 12-ти во светот, нити велиме дека по платите сме 12-ти во светот, нити по големината на пазарот сме 12-ти во светот, но во општите административни услови, значи, што значи на компанија да биде базирана во една држава и како има таа интеракција со администрацијата на таа држава, тука сме 12-ти во светот. И него тврдиме тоа, не е тоа го тврди Светската банка, но тоа е уште еден од условите да кога една компанија ќе дојде едноставно да види дека обкружувањето е нешто во каде што ќе се таа чувствува комфортно. Има многу држави каде што има фантастични ресурси, особено во Африка, па нема инвеститори, бидејќи климата, значи потешкотието се регулативата,
се такви да тие не сакаат да дојдат. Третиот сегмент е имањето на квалитетна работна сила. Значи, мора да обрнете внимание на сите влезни параметри во бизнисот, да ги создадете на таков начин како држава зборам, за да привлечете странски инвестиции. И тоа е оној сегмент каде што имавме многу интензивни и продолжуваме да имаме уште интензивни инвестиции во образованието, како во високото, така и во средното и во основното, бидејќи она што го сакаат инвеститорите е квалитетна работна сила. Таа работна сила е таа што ќе го направи профитот за овие компании. Но конечната цел, повторно ќе кажам, не е да донесеме странски компании. Ние сакаме да донесеме компании кои што ќе имаат нова технологија и затоа во овој период значи се ставаше фокус на странските компании кои што носат нови технологии и пристап до нови пазари. И тука доаѓа сега оваа следна фаза, кога имате доволна база, доволно голем број на странски компании кои што веќе имаат пазари на друго место, надвор од државата, веќе имаат своји клиенти кои што се на највисоко ниво, продаваат производи со многу висок степен на додадена вредност, тогаш можете со нив и со домашните компании да работите на механизми на нивна многу поинтензивна соработка. И ние почнавме, имаме еден таков проект, сега ќе го засилиме во следниот период, да бројот на компании македонски кои што соработуваат и количината на бизнис или на продажба што тие ја прават на странските компании во зоните ќе расте многу повеќе отколку што доаѓаат самите странски компании. Се надеваме еден дел, тоа е најдолгорочната визија, е дека дури кога овие странски компании ќе најдат можеби некоја дестинација каде што имаат за нив поповолни услови или поевтина работна сила или некој ќе им даде повеќе пари, се едно дека домашните компании веќе ќе бидат доволно водзигнати на технолошко ниво и на менеджерско ниво, веќе се освоени пазари да едноставно го завземат нивното место. Но тоа е дел од стратегијата на кој што работиме и во наредните години, значи паралелно со привлекувањето на инвестиции ќе работиме со овие. Колку политичката криза може негативно да влие врз одлуката на инвеститорите да инвестираат кај нас и ваш личен став што ќе се случува сега за околу актуелната политичка состојба? Видите, велат капиталот дека по природа е плашлив, односно секогаш кога има определени ризици, тој прв си оди. И сигурно дека продолжениот период на политичка криза не влијаеше поволно на инвестициите во Македонија. И покрај тоа што ако некој сака да генерализира само имињата што се најавени, бројот на ново отворени работни места, за кој што говорев претходно, тој е поволен, сепак реално изгубивме доста инвестиции поради политичката криза. Моја слободна проценка е дека да не беше политичката криза, најмалку 500 дополнителни работни места ќе отваравме во изминатиот период од нејзиниот почеток. И тоа, повторно ќе речем, е моја проценка, но факт е дека некои од компаниите си отидоа. Ние направивме многу напори со голем дел од компаниите да видат дека сепак состојбата е стабилна, дека и покрај политичката криза бизнис условите се и понатаму добри, и токму поради тоа се уште имаме, значи, компании кои што најуваат и отвараат нови фабрики кај нас, но ќе го поврзам со вториот дел на вашето прашање. Секоја состојба на продолжена политичка или било каква криза негативно влијае и ние ќе имаме се повеќе и повеќе потешкоти во таа насока. Она што се случува денес и синоќа, распуштањето на парламентот, и покрај тоа што опозицијата најави, барем за сега, дека нема да учествува на парламентарните избори, јас се надам те има доволно време да го сменат своето мислење, бидејќи ако се погледне поголемата слика за тоа каде се движи Македонија, нас ни треба разрешница на политичката криза. Можеби на опозицијата и одговара за нивните цели политичката криза да продолжи, бидејќи се надеваат дека можеби во таква ситуација нивниот рейтинг ќе се зголеми или можеби ќе дојде до некој развој на настаните што е поволен за нив. Но не постои сценарио на продолжена политичка криза која што е поволно за Македонија. И затоа ова што се направи синоќа е чекор кон разрешување на политичката криза
и ќе влие поволно и на странските инвестиции. Значи сите оние што претходно коментирале или се распрашуваат или читаат кога доаѓаат овдека, едноставно сега ќе можеме да им кажеме да, имаше политичка криза, се постигна политички договор, таа треба да заврши со парламентарните избори. Изборите се сега закажани, ќе се одржат на 5 јуни, ќе се формира тогаш нова влада и едноставно постепено кризата ќе се приведува кон својот крај. Така да тоа е поволен развој на станите, но искрено се надам дека опозицијата ќе го смени ставот. Повторно ги разбирам во делот на рейтинзите, тие гледаат дека не стојат добро кај народот, дека не се полни рейтинзите, дека се соочуваат повторно со пораз, но добро е да дадат се од себе во овој период. Тие тврдат дека имаат своја економска програма, нека излезат, нека презентираат. Тврдеа синоќа дека се излезни и присутни на терен, нека продолжат да го прават тоа и конечно да се види кој ќе биде резултатот на 5 јуни, но независно од резултатот да се формира таа нова влада за која што верувам дека ќе влеземе повторно во една зона на стабилност и на уште повисоки стапки на економски раст. Господине Пешевски, да предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Гостин во емисијата Бројки вице-премиерот задолжен за економски прашања Владимир Пешевски. Господине Пешевски, вчера рудниците Злето во Итораница добија нов концесионер. Тој најавува дека сите 1000 рудари ќе ги врати на работа. За кога е најавено рестартирање на овие два рудници? Да, добро е што вчера се објави и што уште еден проблем кој што се креираше некако изминатите години не е повина на владата. Мислам дека го приведуваме кон крај. Имено рудниците Злетово и Тораница, секогаш во град Тораница во Крија Паланка, Злетово во Пробиштив, се и главниот вработувач во овие градови, главниот извор на работни места и нивното затварање поради лошата работа на претходниот концесионер многу негативно влијаеше на двата града и на економијата во овие два града. Многу главоболки ни зададе претходниот концесионер, кој што имаше потешкоти во своето работење, дел како резултат на некои случувања на пазарот, дел на лошата организација на самата компанија Индоминерали. И во многу наврати ние имавме засилени инспекцијски контроли, на тие доцна и со концесискиот надоместок, него плаќа кон државата, кон голем број на добавувачи имаа долгови. И покрај тоа што сличен таков рудник што се наоѓа во Македонска каменица, значи исто за олово и цинк, од друг концесионер во истиот период работеше многу успешно. Што укажуваше дека проблемот не е во рудата, туку сепак во концесионерот и во еден момент навистина кога сите можности беа исцрпени за да се најде решение со Индоминерали, владата одлучи да ја прекине концесијата поради неплатен концесијски надоместок и едноставно да бара нов концесионер. Се разбира од вработените во рудниците тоа беше примено со мешани чувства, бидејќи сите тие знае дека концесионерот и кон нив не ги сервисираше своите обврски, имаше и достанја со плати, па имаше и притисоци од страна на владата за исплаќање на плати, но јасно беше дека мора да се бара концесионер, но се создаде една атмосфера на неизвестност, каде што се отвори простори за многу шпекулации. Зошто се затвора рудникот, кој ќе биде концесионерот, ќе се најде ли нов концесионер. Ние бевме малку и под притисок на време, бидејќи нели беа најавени избори во претходниот рок кој што беа дадени. Јас имав многу средби со граѓаните и во Крива Паланка и во Пробиштип. Генерално и доста компании дојдоа кај мене кои што имаа нерасчистени односи или долгови од претходниот концесионер. Ние отворивме конкурс, значи некаде тоа беше на крајот на минатата година за барање на нов концесионер. Направивме една поширока активност на анимирање на компании кои што се од оваа индустрија, кај што им ги презентиравме можностите на рудникот и вкупно 32 компании подигнаа тендерска документација. Значи, многу е важно бројот да биде што поголем за да помеѓу нив се изнајде некој кој што понатаму ќе има реален интерес. Од тие 32 компании 5 доставија конкретни понуди, но само 3 ги исполнија условите за да аплицираат на електронската аукција. Значи, погледнете ги бројките зашто е важно да ги анимирате во претходна фаза. Значи, од 32 кои што подигнале тендерска документација, ние сме контактирали над 100,
32 подигнале тендерска документација, да на крај се сведе дека само 3 ги исполнуваат условите за да учествуваат на електронската аукција. Таа беше успешна, значи имаше, мислам, над 20 надавања во целиот тој процес и од почесниот концесијски надомест од 880.000 евра, на крај за двата рудника збирната цена е над 2 милиони евра. Тоа се пари кои што во најголем дел завршуваат во буџетот на општините. Значи 78% од овој надоместок ќе оди во буџетот на општините Пробишти и Кривопаланка и тие пари се веќе легнати на нивните сметки. Значи не се само 22% одат во централниот буџет со кој што управува владата. И се избра концесионер, тоа е бугарската компанија Минстрой Холдинг. Тоа е компанија која што е доста искусна, постои многу години, претходно била државна компанија, оперирала со неколку рудници, имала и топилница, сега е приватизирана и собственикот дојде лично тука, он учествуваше во надавањето и тој што го подпиша вчера договорот. Компанија која што веламе многу искусна, има 6 рудника во Бугарија и она што вети е дека сите вработени ќе ги ратат на работа, ќе ги зголемат платите. Јас намерно инсистирав јас реков, јас тоа нема да го кажам, викам во пресод, затоа што треба да видиме дека ќе се случи, но тоа е највистина значително зголемување на платите и понатаму отварање, значи, на нови работни места. Очигледно компанијата е многу искусна, веднаш посочи на слабостите кои што постоеле во претходното работење и беше единствен собственик кој што лично ги посети и влезе во јамите на двата рудника за да оцени состојбата. Другите некако на хартија некако повеќе надава, но доброто е што се јави ваква компанија, најавува дека сите ќе бидат вратени на работа. Рудникот во Злето, согласно најавите, треба да биде, значи во Пробишти, што е на таа локација, треба да биде отворен до крајот на мај. Веќе првите количини на руда да изнесува, да се произведуваат, додека во Торанец ќе бидат потребни 2 до 3 месеци, бидејќи има свлечиште на самата локација кое што треба да се санира, но собственикот најави дека многу брзо 150 луѓе веднаш ќе врати на работа кои што треба да работат на свлечиштето, да останатите, значи за 2 до 3 месеци кога ќе се санира тоа свлечиште. Очекувам дека ќе бидат излечително подобрени условите за работа, значи нешто за што порано имавме доста изречени казни кон претходниот концесионер, имавме забелешки и ние и верувам дека навистина сега ќе дојдат рудниците во добра форма и дека и за овие два града и за сите вработени ќе значат повторно враќање на надошта и уште поголеми плати од оние што ги има во претходниот период, што се разбере добра вест за сите. Еден од поуспешните владини проекти е проектот Македонија вработува. Преку овој проект се вработија голем број на лица од различни категории. За една недела истекува рокот до кога компаниите може да ги искористат поволностите. Кажете ми, дали овој проект ги исполни вашите очекувања? И овој проект, јас често велам, добрите економски политики се оние кои што се комплементарни една со друга. Значи, кога се креираат мерки, треба да се има во предвид што све друго се прави, така што ако правите само една работа, таа не може да даде добри резултат, но ако правите многу работи и тие се добро меѓу себе и скоординирани, резултатите кај сите ќе бидат поволни. Таква е состојбата со овој проект. Значи, Македонија вработува го направивме како проект со цел да го решаваме проблемот на невработеност по сите старости и социјални структури. Имено, кога ќе ја погледнете структурата на невработеност во Македонија, ќе видите дека некои од групите, значи оние што се со понизок степен на образование, оние што се, да речем, постари лица, се потешко вработливи. Затоа што работодавачите бараат, значи, некои кои што полесно ќе се справува со секојдневните притисоци и ние се обидовме да креираме мерка која што колку е, да речем, групата потешко вработлива, толку бенефициите за работодавачот ќе бидат поголеми, со цел да ги вработи и тие лица. Така да поинаку изгледа мерката за оние што се до 35 години, поинаку за оние до 55, е сосема поинаку или најповолно за оние над 58 години возраст, со цел да, речем, на сите нив им се даде подеднаква шанса
но за оние потешко работливите и малку подобра шанса за да бидат вработени. Од цифрите сме задоволни. Името на вашата емисија е бројки, така да ви некои бројки да кажам. Значи 16.800 лица преку овој проект најдоа свое ново работно место. Најчесто се тоа мали и средни компании, 9200 компании ги искористиле бенефициите и она што е важно, проектот се дисперзираше на територијата на целата држава. Имено најголем дел од вработувањата се реализираа во Скопје, 3400, што ако се има во предив и големината на градот не е изненадување, но имаме, например, во Прилеп 820 вработувања, во Битола имаме 680, во Куманово имаме 800, во Штип 940, во Кочани 1200, во Тетово 1600, во Гостивар исто 1200 и така натаму. Значи, на целата територија на Република Македонија се искористија бенефициите од овој проект и сметам дека тој ги даде резултатите, но повторно ова беше мерка која што во овој момент беше потребна. Мерката оди на терет на буџетот на Република Македонија, бидејќи компаниите кои што ги вработуваат овие лица за определен временски период, во зависност од групата, дали од 3, 5 или 6 години, се ослободени од плаќање на некои од давачките кон државата, што значи за компаниите тоа поволно, за буџетот негативно, но нашата цел беше сепак да креираме нови работни места. Тоа се исполни и сега ќе продолжиме со останатите мерки активни што се од оперативната програма на Агенцијата за вработување и како и генерално со бенефициите што ги даваме на странските компании за влез во зоните. Но проектот го оценувам апсолутно како многу успешен. Изминатата недела Стандард и Пурс го потврдија стабилниот кредитен рейтинг на Македонија. Овој извештај е само еден од низата позитивни кои што изминатиот период, изминатата година ги доби нашата земја. Во извештајот се наведува дека економскиот раст е поголем од очекуваниот. Како владата успеа и покрај политичката криза да го задржи овој раст? Што е најзаслужно за раст на економијата? Па би се навратил на одговорот на моето претходно прашање, на вашето претходно прашање, мојот претходен одговор, односно дека се работи за низа на комплементарни мерки и политики што се спроведува подолг временски период со цел да се постигне овој економски раст кој што и Стандард и Пурс го кажува дека е над очекувањата. Еден коментар би сакал да дадам околу Стандард и Пурс, значи кредитниот рейтинг на Македонија во голема мера кога се определува ги има во предвид и политичките случувања и политичката стабилност. И ако се погледнат макроекономските параметри на Македонија и на држави кои што имаат и повисок рейтинг од нас, некој може многу лесно да види дека Македонија стои економски многу подобро. Значи, пример, Република Хрватска има за 2 нивоа повисока оценка од Македонија, но сите економски параметри им се полоши од Македонија. И главната причина зошто имаат повисок кредитен рейтинг е влезот во Европската Унија. Значи, тоа што се членки на Европската Унија, на НАТО, е факторот кој што Стандард и Пурс го оценува дека е добар за долгорочната стабилност на државата и тука добиваат неколку оценки повеќе. Втора работа е кредитниот рейтинг обично се користи за да се иницира или индицира за тоа колкав е ризикот во дадена држава да таа едноставно не успее да ги сервисира своите обврски и тоа се рефлектира во каматните стапки што таа држава ги плаќа за задолжувањата што ги прави на меѓународниот пазар. Тоа значи дека ако Македонија денес се задолжува на меѓународниот пазар, поради тоа што не е членка на Европската унија и НАТО, би плаќала нешто повисоки камати. Но ако погледнеме па по кои услови се задолжува на домашниот пазар, тие се многу поповолни од оние што владеат на странскиот пазар, укажуваат на ова што ви го кажав, дека добрите економски резултати, вистинските познавачи на состојбите го вреднуваат и затоа да кажем она стапките по кои се задолжува Македонија на домашниот пазар се пониски. Инаку добро е, значи оваа влада започна со тоа да се оценува и да се одржува стабилниот кредитен рейтинг на државата, но верувам дека со надминувањето на политичката криза, со постепено создавање на услови на Македонија за влез во НАТО, дека тоа ќе забележиме драматичен скок во овој кредитен рейтинг, што
повторно ќе биде уште една потврда дека економските политики се поставени во вистинска насока. Постојано сте на терен, имате средби со граѓаните кои што ви ги кажуваат нивните проблеми со кои се соочуваат, но ви нудат и идеи. Може ли да не откриете со какви проблеми најчесто се соочуваат македонските граѓани? Како дел за подготовка за овие парламентарни избори, значи ВМРО ДПМН како политичка партија сега говорам, излезе со проектот на Македонија и треба твојата идеја, со кој што направивме една многу широка активност на прибирање на идеи од граѓаните. Беа прибрани над 5000 идеи, кои што понатаму биле вградени во програмата. Јас во добар дел бе фокусиран на прибирање на идеи од компаниите, поради карактерот на работното место кое што го имам, како вице-премиер за економски прашања. И генерално предлозите доаѓаат во сите области и домени на живењето, но главно се фокусирани на секојдневните потреби. Значи, ако се погледнат идеите, над 80% се врзани со некакви инфраструктурни прашања. Значи, дали да се поправи некоја улица, дали се направи некој водовод, дали да се подобри некој друг дел од инфраструктурата, но ние ги разгледавме сите. Значи, и она што го говорив и на граѓаните, ниедна идеја нема да биде фрлена во корпа, сите ќе бидат разгледани во зависност од тоа кои се приоритетите и можностите на буџетот и оние што ќе бидат селектирани ќе влезат во програмата. Програмата е при крај. Значи со подготовка така што ќе има навистина интересни предлози кои што доаѓаат од граѓаните и тие ќе доаѓаат во сите области, и во делот на земјоделието, во делот на социјалната заштита, во делот на здравството и еве да искористам можноста, иако верувам дека и останатите членови на ВМРО ДПМН кои што учествуваат во програмата ќе го кажат тоа, да им се заблагодариме на сите оние кои што ги дадоа своите идеи, бидејќи повторно кажам, тие идеи ќе бидат идеи кои што ќе бидат вградени во програмата и кои што ќе бидат реализирани од идната влада повторно во интерес на овие граѓани. Кога веќе спомнавте предизборната програма, може ли да не откриете некој крупен економски проект? Можам само да ви откријам дека програмата ќе биде најобимна од сите политички програми кои што биле направени до сега. Програмата се уште не е, што викаме ние, склопена или затворена. Се прават завршните пресметки, бидејќи првично се одеше со селекција, понатаму со разработување на голем дел од овие идеи, разработени се на ниво на проекти, сега се прават и пресметките за тоа колку ќе чинат сите тие проекти. Навистина има многу интересни, но еве да го оставиме тоа за моментот на промовирање на програмата, каде што ќе има не еден, туку многу голем број на крупни проекти, од кои што верувам дека граѓаните дел од нив ќе бидат и пријатно изненадени, а уште поголем дел и задоволни што истите ќе бидат реализирани. Господине Пешевски, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки. Благодарам уште еднаш и на вас за поканата. Овде завршува уште едно издание Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 7 април со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Дали Борзафировска и техничка реализација. За нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Имајте убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.